Значи, темата јас ја одбрав за цветници, бидејќи денеска е цветници. Наистина и јас не знам зошто се вика цветници. Веројатно по аналогија на палмовите гранчиња, ако сакаш некому чест да направиш, во Израел фрлале палмови гранчиња, бидејќи тоа имало. Хрватите викат врбница, веројатно таму обичаи прават, фрлаат гранчиња од врба. А кај нас, кога правиме чест, јас се сеќавам Тито кога беше жив, кога ќе поминуваше колата, ние ученици чекавме со сати и кога ќе се смилуваше веќе да дојде и сите цвеќињата што ги носевме ги фрлавме пред возилото. Како и да е, денеска е цветници и со тоа почнува така наречена страстна недела или недела на страдањето, кога Господ ќе биде фатен, суден, понижуван и на крајот и убиен на крст. Тоа ќе се случи во петокот, а во недела наутро ќе воскресне. И тоа е празникот Великден. Ќе прочитаме, како што овде пишува, на сите 4 евангелија имаме читање за овој настан и тоа покажува дека овој настан е многу важен. Обично во трите први евангелија имаме паралелно представени настани, а во евангелието по Јован обично и некои нови настани. Меѓутоа овдека сите овие извештаи изборуваат за исти настан, но сите се помалку различни. Обично неверните уживаат да најдат некоја грешка во Светото писмо и викаат, види, ваму пишува вака, ваму пишува така. Меѓутоа, за нас, ние не наоѓаме грешка во Светото писмо, си ги читаме сите и гледаме дека тоа се извештаи од 4 различни новинари. Како еден настан кој се случил, да речеме, во Скопје, и 4 известуваат, и ако не се договорат меѓу себе, ќе има 4 извештаи. И читајќи ги сите 4 извештаи, ние ќе се поучиме уште повеќе, ќе стекнеме еден вистински впечаток за настанот. Така и овде. А јас, бидејќи немам време да ги читам сите извештаи, ќе прочитам само од Матеј. И во Марко е слично. И кога наближија до Ерусалим и дојдоа во Бетфага, кај Маслиновата гора, Исус испрати 20 ученици, велејќи им: појдете во селото што е пред вас, и таму ќе најдете врзана магарица и магаренце со неа. Одврзете ги и доведете ми ги. А ако некој ви рече нешто, кажете му: потребно му се на Господ, и веднаш ќе ги пуштим. А тоа стана за да се исполни кажаното преку пророкот кој вели: кажете и на сионската ќерка: еве твојот цар доаѓа кај тебе, кроток, јавајќи на магаренце, младо од магарица. Учениците отидоа историја како што им заповеда Исус. Ги дотераа магарицата и магаренцето, ги ставија врз нив своите наметки и тој седна над нив. Мнозинството од народот ги постилаа своите облеки по патот, а други сечеа гранки од дрвјата и ги постилаа по патот. А врволицата која одеше пред него и по него извикуваше велејќи: Осана на Давидовиот син, благословен е тој што доаѓа во Господовото име, Осана во висините. И кога влезе во Ерусалим, целиот град се раздвижи, говорејќи: кој е овој? А народот одговараше: овој е пророкот Исус од Назарет во Галилеја. Јас толку ќе читам. Во другите читања, например во Лука, дополнително може да се види кога пред да влези Исус Христос во Ерусалим, на срцето му се натажи и ги изрекна тие познати зборови како плач над Ерусалим, зашто тој во своето божествено признање знаеше што го чека овој град и овој народ, затоа што не го препознаа својот цар и не го примија, односно нивната жална судбина во, да речем, во 70-та година. Првата војна е 135-та година, второто востание на евреите. Во
Јован пак има дополнително за престојот на Исус Христос во куќата на Марија, Лазар, Марија и Марта, каде Исус од страна на Марија бидува помазан со многу скапоцено миро. И тоа фрла многу добра светлина на овој настан. Меѓутоа, ако сакаме овој настан уште повеќе да го така сватиме и восприемиме и да се внесеме во него, добро е и пошироко од ова да читаме малце пред овие стихови и малце после тие стихови. Тогаш ќе добиеме една целосна слика за овој настан. Сега циклус празници за Великден. Овој, значи, рековме, припаѓа кон Великден. Празниците се подсетување на минатото, како што ни кажа проповедникот Мите. Еврејските и христијанските празници имаат различен карактер. Еврејските празници имаат пророчко значење. Например, Пасхата требаше евреите да празнуваат во спомен на спасение од египетското робство. И тие ја празнуваа и се уште ја празнуваат со тоа значење, поглед кон минатото. Сите празници еврејски се околу 7, мислам, и се поделени на пролетни и есенски празници. Тие празници се одредуваат според лунарниот календар, со кој го користат евреите за религиозните работи. Во пролет, во месецот Нисан, е Пасхата, на 14 Нисан. На 10 Нисан се избира јагнето и 4 дена треба да се испитува дали е без мана. После Пасхата има други празници, празници на првите плодови, празници на квасните лебови и така натаму. Скоро сите пролетни празници се остварени во христијанската црква, односно настаните се случаја. Апостол Павле вика, Пасхата Исус Христос се закла за нас. Значи, Пасхата немала само значење за ослободување еврејското робство, туку за нас, за ослободување од робството на гревот, од силата на гревот и на крајот во вечноста и од присуството на гревот. Добро, може би за празниците во друга прилика ќе зборуваме за есенските кои воопшто до сега не се остварени уште. Допрва треба да се остварат. Значи, да видиме патешествието на Исус Христос, како он дојде до Иерусалим. Времето на неговата жртва настапи. Тој служеше во Галилеја, потоа во Јудеја, и сега имаме еден циклус на време кој он служи во отаде Јордан, така наречената Переја, каде исто така живееле евреи. И како се приближува Пасхата, тој се приближува кон Ерусалим, како и многу други побожни евреи, за да ја прослават Пасхата во самиот Ерусалим, како што беше правилото. Тој поминува реката Јордан, потоа поминува низ градот Јерихон, каде во претходните стихови таму и текстови гледаме дека направи некои чуда, излечи луѓе, се сретна со Захеј и така мноштво народ кој му помогна, многу од нив и заради благодарност кога Исус тргнаа заедно со него во поворка, заедно со неговите ученици од благодарност, а некои заради Паската во Иерусалим. Потоа тоа патешествие од прилика околу 900 метра треба да се качува по планините од долината на Јордан, која е доста ниско поставена, до Ерусалим. Меѓутоа, се смета дека во Јован пишува 6 дена пред Пасхата Исус дојде во Бетфага, во Бетанија фактички. Таму живеат Лазар, Марта и Марија, куќа која секогаш отворена за него, и тие го примија на гости, најверојатно уште од петокот или може би в саботата, да се одмори.
и таму бидува помазан од страна на Марија и станува инцидентот со Јуда. Исто така многу народ доаѓа од Ерусалим, бидејќи Ерусалим веќе препон со народ, доаѓа да го види и Лазар, да се восхитува, да дознае повеќе и да го види Исус, бидејќи се ширел глас дека е тој тука. Бетанија е едно градче, ствари тогаш било село, кое се наоѓа на 2-3 километра од Ерусалим на исток, отаде Маслиновата гора. Маслиновата гора е еден рид на исток од Ерусалим, кој во однос на Ерусалим може да е околу 200 метра над него, а во однос на над море може да е 700-800 метра, така нешто. И од Бетанија не се гледа Ерусалим. И кога настапи денот, според некои теолози сметаат дека и понеделник било, но не е важно, да речеме во недела кога Исус Христос наближи неговиот ден да се покаже јавно, да се покаже со сите прерогативи на Месија, тргна со своите ученици и со мноштво народ кои доаѓаа да го видат Лазар, кој беше воскреснат од мртвите, и стана една поворка кон Ерусалим. Прво се качува малце до можда околу 200 метра кон врвот, а потоа патот се спушта надолу кон Ерусалим. Ние од текстот видовме дека Христос не се зацари. Какво е ова триумфално влегување? Затоа некои теолози викаат лажно представување на вистинскиот Месија. Овдека е, значи, картата како се наоѓа Бетанија близу до Ерусалим. Значи, лажно кронисување на вистинскиот Месија. Интересен и чуден настан. Кронисување, а сепак не е кронисување. Не заврши славно. Народот го славеше. Но беше нешто спонтано, а ниедно кронисување што го прават луѓето не е спонтано. Затоа е многу чуден настан, затоа што е планирано, таму однапред се кажува, местото се опишува што ќе се случи, највисоките достоенственици се присутни од религијата и така натаму. Например, спомнете си како е устоличувањето на председателот на Америка. Од религиозната заедница ќе дојде човек и така натаму. Овдека тоа ништо го немаше. Што се случи? Христос ја заврши својата служба на земјата и беше време дојдено да пострада. Тој дури и на своите ученици им кажа, кога идеа за Ерусалим по патот од Јерихон, дека дојде време да пострада. Но тие како да не сватија, или уште дури размислува кој ќе биде најголемо царството небеско. Чудно е човековото срце. Меѓутоа, Исус Христос се покажа божествен во овие настани. Како? Неверните може ќе речат какво разочарување, каква промашај, какво неуспех. Го славеа ќе биде цар, а всушност не стана цар. По неколку дена и убиен. Каква е контролата? Исус Христос, например, немаше никаков имот. Он сакаше да влези во Ерусалим на магаре. А зошто? Да се исполни пророштвото од Стариот Завет, од 500 години пред тој настан. Например, во Исаија има и во Захарија 9 глава, вели вака: Радувај се, ќерко Сионова, ете го царот твој иде, понизен, јава на магаренце, младо од магарица. Ќерката Сионова е еврејскиот народ, а царот е Христос. Ако го знае писмото и свештениците и народот, ако знае ова место, ќе знае дека ова е
Месијата. Како се покажа неговата божествена контрола на настаните? Например, ти може да кажеш, утре ќе одам за Струмица во толку сатов. Меѓутоа, може автобусот да е расипан, ти нема да појдеш. Меѓутоа, Христос ги знае сите магариња, ги знае сите луѓе на светот, знае дека во тој момент, во следното село, таму ќе биде врзано едно магаре на улица. Луѓето размислуваат како можело он да знае и како луѓето ќе му го дадат тоа магаре. Веројатно тој човек имал средба со Исус Христос. Порано ги понудил своите услуги и кога учениците отишли да обарат магарето, тој веднаш го дал. Тоа магаре било магаре на кој не јавил никој. И таа врвулица од учениците, од друг народ што биле побожни и сакале да ја прослават Пасха, почувствувале некој занес религиозен и сватиле дека ќе настапи Царството Небеско и почнале да го слават со оние зборови, како што рековме, Осана, што значи спаси не сега. Благословен оној кој иде во името на Господа. Благословено е царството на нашиот отец Давида. Сето се тоа благослови за Месијата. Тие се спомнати и во 118-тиот псалм. Значи, народот го зафати една треска. Како се приближија, се спуштаа према Ерусалим, дојдоа и луѓе од самиот Ерусалим и толпата стана уште поголема. Уште поголема, значи, врвулица од народ кои го слават и очекуваат нешто големо ќе се случи. Меѓутоа, едно друго пророштво се исполни. Теологот Роберт Андерсон, не знам пред колку години, напишал една книга Принцот кој доаѓа. Неверојатно е тоа пророштво од Данијел 9 глава 25 стих, 24 до 27, каде се зборува пророштво за 70 седмици. Значи, ако теолозите еврејски тогаш го проучеле тоа пророштво и го пресметале времето, ќе знаеле дека точно до ден е времето кога треба да се појави Месија. А сепак, едино што имале однос кон Исус Христос, тие биле тоа што го мразеле, бидејќи он им сметал во нивниот религиозен систем. Не знам дали сте го прочитале тоа пророштво. Тоа вели дека дадено од пророк Захарија и пророк Данијел добил визија, вели 70 седмици, тоа се по 7 години, тоа се 490 години, значи, се одредени за твојот народ да се заврши беззаконието, да се помаза светиот над светите и така натаму, да се запечати визијата. И на крајот вика, прво ќе бидат 7 седмици да се изградат ерусалимските улици и ѕидови, а потоа уште 62 седмици во многу тешко време. А потоа вика, Месијата ќе биде убиен, принцот ќе биде убиен. Значи, точно е проречено што ќе се случи. И ова влегување во Ерусалим е точно според ова пророштво до ден. И затоа и Христос покажа тотална контрола над настаните со тоа што ги исполни овие пророштва. Јас, како што реков, ние не можеме да знаеме утре што ќе се случи со нас, а не да исполниме вакви работи. Ние, што се однесува до зацарување, ние знаеме дека Христос на небото е веќе зацарен. После вознесувањето, он седна од десната страна на Отецот и самиот он им рече на учениците, ми се даде сета власт на небото и земјата. Одете и научите ги сите народи, правејќи ученици од сите народи, и јас сум со вас до свршетокот на векот. И апостол Павле во посланието до филипјаните вика,
дека Христос се стекна, седна од десно на Отецот, се стекна со такво име, повисоко од сите имења, и на неговото име ќе се поклони секое колено. Значи, он кај Бога, Отецот е веќе крунисан, веќе прославен, но се уште не е прославен на земјата. Значи, он ќе биде прославен при второто Христово доаѓање, кое е опишано во 19 глава од Откровението. Тогаш он ќе има сета легална власт да спроведе суд на земјата, да суди народите и да го спостави своето царство. На некој начин тоа ќе изгледа за нас денеска како кога гледаме некоја серија, па после вика во следната епизода ќе гледате. Во следната епизода ќе гледаме второто Христово доаѓање. Зошто на магаре? Магарето е символ на служење, на понизност. Сето е тоа во согласност со целата служба на нашиот Спасител Исус Христос, додека конјот е символ на војна, моќ, победа, второто доаѓање на земјата ќе биде на бел конј. И затоа доаѓањето на бел конј е символ на зацарување. Што значат облеките послани по патот и палмовите гранчиња? Таков сличен настан имало во историјата на Израел, кога царот Јеху се зацарил, народот ги фрлал облеките, бидејќи надворешната облека е нашата гордост, да кажеме. И тоа значи подчинување на царот. Значи, народот ги ставал горните облеци на патот, со тоа сакал да покаже, еве, ти се подчинуваме, гази врз нас, ти си највозвишен, ти си оној што треба да владее над нас. А исто така, палмовите гранчиња може да значат пред се радост за спасението, а исто така и природата се подчинува на овој цар. Но, каква била еуфоријата на овие луѓе? Дали сето тоа било со длабока вера и спознание, или била само една привремена еуфорија? Изгледа дека била само еуфорија. Тоа може да го видиме од кога влегле во градот, тие што виделе таква мешаница, викале кој е тој, што се случува, а луѓето од толпата со Исус Христос викале ово е пророкот Исус од Галилеја. Сепак сознанието за неговото месијанство не е навлегло вистински во нивното срце. Тие биле површни. Сега да се запрашаме зошто тоа се случило така. Истиот тој народ по неколку дена викаше распни го, распни го. Ослободи ни го Бараба. Вие секако што сте очитале Светото писмо знаете што се случило во петокот, кога Христос беше суден и камшикуван. Римскиот управител Пилат го праша народот да ви слободам еден затвореник. Кого сакате? Тие рекоа Бараба, кој бил разбойник. Зошто тоа се случи? Така, еве истиот народ пред неколку дена викаше Осана, благословен кој доаѓа во името Божјо, а сега распни го. Би требало да се запрашаме што очекувал народот, што очекувале верските водачи на Израелот, што очекувала римската власт, и на крај да се запрашаме што очекуваме ние од Христос. Народот очекувал да настапи национално царство еврејско, да Месијата го победи непријателот, окупаторот Рим, да го избрка и да се зацари
и да ужива во слобода, во добри економски услови, да напредува во секој поглед. Но тоа не се случило. Затоа народот се разочарал. Толку била неговата верност. Што очекувале верските водачи? Тие очекувале, тие сакале веќе донесле одлука да биде убиен Христос. Не само Христос, него и Лазар, кој сведочел за моќта на овој пророк, според нив. Бидејќи Христос бил голема конкуренција, тие во религијата имале исклучиво право. Тие ја створиле религијата како средство за богатење и за власт. И ги фаќало паника кога виделе таква толпа. И дури му замериле, рекле, гледаш ли што вика овој народ? А Христос им одговори, ако овој народ замолкни, камењата ќе прозборат. Што очекувала римската власт? Римската власт очекувала да биде мирно, да нема побуни, да нема восстанија, да проложи да владее. И затоа во секој поголем празник во Рим имало, во Ерусалим имало поголемо присуство на римска војска. Дури се смета дека според некои записи од тогашните историчари, во истиот ден кога Христос влезе од источната врата, од западната врата влегла една колона војници и самиот губернатор Понтије Пилат, кој имал резиденција во приморскиот град Цезареја, а исто така имал и резиденција и во Ерусалим, точно над храмот една тврдина, што се вика тврдината Антонија. Што очекуваме ние? Дали одиме по Исус само за да добиеме нешто? Или го сакаме Него затоа што тој прв не засака? Да се прашаме какви се денешните христијани, во наводници. Зошто одиме во црква? Каква е реакцијата ако Исус не ни го даде тоа што го очекуваме? Дали ќе го напуштиме Христос? Дали ќе викаме распни го? Луѓето се многу заинтересирани за Христос, но на неправилен начин. Интересно е дека овој настан во духовна смисла се случува секој ден, и денеска. Јас сеќавам кога прв пат поверував во градот Минхен, се приклучи една група која сведочеше на улица, делеше трактати, книжки, пееше песни и сведочеше на луѓето. Некои луѓе поминуваат, земаат трактат и заминуваат без збор, некои одбиваат, викат не и заминуваат. Многу ретко некој ќе застане да дискутира за духовните работи, што секако пожелно и добре дојдено. Но имаше понекогаш ќе се закачи некој кој сака да се противи. Се расправа, вика, и тој проповедник што ја водеше групата ќе не тргне настрана, че ако сретнете ваков, немојте да се расправате. Веднаш разговорот прекинете го. Тој бил некојаш член на некоја црква и сега е отпаднат. Станал противник на Исус Христос. Не добил тоа што очекувал. Денеска често пати ги спомнуваме просперитетните цркви. Тоа се цркви со многу членови, каде
им се проповеда на луѓе дека ако веруваат во Исус Христос, ќе им оди добро во животот, ќе бидат богати, бизнисот добро ќе им оди, ќе бидат здрави, ќе имат пари. И во тие цркви има наистина многу народ. И ако се случи некој да не го постигне тоа, после известно време си оди од таа црква. Еден мој брат во Христа еднаш ме објаснуваше, вика, во тие цркви јас сум бил така, знам ситуацијата, вика, многу е голема флуктуација на луѓето. Идат луѓе, известно време се одушевени, викаат осана, алилуја, алилуја, скокаат, викаат, меѓутоа после известно време си одат. Ја верувам дека многу некој не ги бара да ги врати, а да кажем, ако сепак го сретнат својот проповедник кој ги учел дека ако веруваш, се ќе ти оди добро, ќе бидеш здрав, долго ќе живееш, ќе бидеш богат, па он ќе им рече, вие сте криви, немате доволно вера. И така се хули на Божјото име, зашто другите што ќе ги видат или ќе ги слушнат, ќе речат, еве што се случува во црквите, што бараме таму, не е ништо интересно. Ја понекогаш на интернет ќе гледам што се случува во такви цркви и гледам тие луѓе, па викам, една мисла ми дојде, навистина се просперитетни овие. Зошто? Сите се некако млади, добро облечени, очигледно се и богати. Зошто е тоа така? Па, тие што се разочарани, што не им отишло добро, си одат. Меѓутоа, еден отиде, двајца ќе дојдат, бидејќи се привлечени од ваквата проповед. И тие цркви секогаш се полни со народ. Ај доста да критикуваме други, да се видиме себе си. Дали ние одиме по Христос само за да ни даде нешто? Дали ќе го сакаме и ако изгубиме нешто? Ако не погоди некоја болест, ако изгубиме нешто, ако не ни оди во животот, ако е загубиме работата, може би, или претрпиме некој финансиски крах, дали тогаш ќе го сакаме Исус Христос? Ќе одиме по Него? Дали тој ќе ни виде и понатаму нашиот Месија, нашиот Спасител? Да се преиспитаме. Исус Христос заслужува нашата лојалност во сите услови. Бог да ни помогне да бидеме вистинските верници, кои вистински ќе ослават. Амин.